Вдојцата со тројцата синови. Чита Александар Станојков. Некоја вдојца имала тројца синови, сите тројца еден по друг родени. Голема надеж имала на нив за која ќе порастат момчиња и да влезат сите три во работа, ќе ја отворат куќата како што требат. Ама нечел Господ сполајму да истори домаќини, чунки не му било наречено на треќата вечер да бидат домаќини, ами му било да бидат суртуци. Тичи Господ му дал една лоша болест и му умрел сите три синови во 3 дни. Кога се дашла сирота вдојца без трите синови, што имаше толку голема надеж на нив, да кога дала едни пискотници, коси кидење едно, викање и колнење на Бога, оти му и умрел Господ трите синови. Ноќе и дење се викала и колнела. Ни комши раат небале, нити целото мало раат имало од незините викотници. Тажила, плакала, викала неколку месеци, што до најпосле колку трпелив Господ и нему му се смачило од викотниците незини, да пратил ангел Божи да ја кажи нешто и да ја утеши. Што толку тажиш и плачиш, Рисјанко? Ја прашала ангело. Што големо зло те сташло и плачиш непрестајно? Како да не тажам, бре момче, кога ми изеде трите синови Господ и сите тројца подруго и ме остаи да кукам дури довек. Ете, тоа тажам и плачам, море момче, море брат. Лели ме прашаш? Слушај вамо, Рисјанко, јас нешто што ќе ти кажам да сториш и да се утешиш. Јас сум пратен од Бога, чунки сум негов ангел, да ти кажам нешто да го сториш и после ќе ти кажам Господ што ти мисли тебе. Ете што ми рече Господ да ти рече. Да појдиш на гробиштата и да ја откупаш тројцата ти синови и да видиш кој каков е, та после ќе ми кажеш. Кога чула вдојцата тој збор од ангело, отишла на гробишта и ја откопала сите тројца. Кога го видела постариот со турска чалма нагла, средниот со еден јатаган в уста, а па најмалиот со едно јаже да гуша како да ја обесе. Кога ја видела, така се зачудила. Сполајте, Господи, си рекла. Каква ќе биде оваа работа со моите синови? Едниот со чалба, другиот со нож в уста, а па другиот обесен. Така од која ја виде и закопа и си отиде дома да го чека ангело да му каши. Дошол ангело и ја прашал како и виде синови во гробо. За чудо големо и видов ангел. Едниот со турска чалма го видов нагла, другиот со јатаган в уста, а најмалиот со јаже да гуша. Ете така и видов ангел. Што може да биде тоа нешто ако не ми кажеш, те молам? Ете што можеше да биде ако беа живи. Едниот што го виде со чалма ќе се потурчеше ако беше жив, другиот ќе седжија ќе беше, а третиот ќе се обесеше. Да ако беа живи, таквие ќе беа и тебе до вечната мака ќе те клаја по смртта твоја, а дури ти живееше, црн и темен живот ти живееше кога ќе ги гледаше твоите синови таквие. Ете затоа Господ ти умре за и нив да и спаси, и тебе да те спаси. Ов, бре ангеле, зар не можеше Господа да ја остави да станат лоши, ами да му и умри? Можеше Господ да и чува, ама така му било наречено треќата вечер, да затоа неки Господа му го расипува на наречниците што врзале и нарекле на треќата вечер. Кога чула тие збори од ангелов вдојцата, се покајала и не улела на Бога како што вулеше до тога.